Благодарам. Дополнетиот предлог на Законот за пасишта се однесува на измената во член 4 од предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за пасишта. Измената се однесува на член 16а од Законот за пасишта, наместо прекршочна постапка за прекршоци да ја води надлежниот суд, сега со измената се формира прекршочна комисија или целиот член 16а се менува. За прекршоците утврдени во член 15 и 16 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во понатамошниот текст прекршочен орган. Прекршочната постапка од став 1 на овој член пред прекршочниот орган ја води комисија за одлучување по прекршоци. Во натамошниот текст прекршочна комисија, формирана од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Прекршочната комисија е составена од овластени службени лица, вработени во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од кои едно лице ја врши функцијата председател на прекршочната комисија. Токму измената е во став 4, прекршочната комисија е составена од 3 члена, од кои еден дипломиран правник со положен правосуден испит со 5 години работно искуство во својата област, еден дипломиран земјоделски инженер со 5 години работно искуство во својата област и еден дипломиран шумарски инженер со 5 години работно искуство од областа на шумарските науки. Прекршочната комисија се избира со времетраење од 3 години, со право на реизбор на членовите. За председател на прекршочната комисија може да биде избран само дипломиран правник со положен правосуден испит. Прекршочниот орган одлучува по прекршоци и изрекува прекршочни санкции, утврдени со овој закон. Покрај членовите на прекршочната комисија, Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да определи секретар на прекршочната комисија која врши административни работи за комисијата и замениците членови. И по исклучок учествува во работата на прекршочната комисија во случај на отсуство на некој член од комисијата. Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа. Против решението на прекршочниот орган со кој се изрекува прекршочна санкција, може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцијскиот надзор и прекршочната постапка. Прекршочната комисија е составена од 3 члена и толку заменици. Сите се вработени во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Треба да се самостојни и независни во работата на прекршочната комисија. Се прашувам колку би можеле самостојно да работат. Прекршочната комисија по предметите одлучува според своето стручно знаење и самостојно убедување. Членовите имаат право на награда за својата работа во прекршочната комисија, што определува Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство, која треба да биде разумна и соодветна на значењето, според обемната работа на членовите и сложеноста на прекршокот. Прашувам, дали би бил награден државниот инспектор, кој исто тако е вработен во Министерството за земјоделие и шумарство, кога се делат награди и парични средства на сите членови на комисијата од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Државниот инспектор е тој што е директно повикан да го спроведува законот, да донесува материјал од терен, за да може да работи прекршочната комисија. Благодарам.